Новата епизода на Newbiz ја почнуваме со неколку наслови кои што навистина не тераат да размислуваме. Што помислувате кога те прочитате дека вештачката интелигенција оди во борба со супербактериите? Веројатно дека се работи за револуциониран третман на антибиотици или можеби истражување на нови типови, нови генерации на антибиотици. Како Google со скенирање на зениците може да предвиди кардиоваскуларни заболувања? Како се употребуваат роботите во диагностика или во специфични третмани во медицината? Веројатно помислувате дека вештачката интелигенција ја трансформира и медицината на ист начин како што трансформира многу домени од нашето секојдневно живење. Меѓутоа, што е специфично кај медицината? Веројатно фактот дека кога станува збор за медицината може да размислуваме дека ваквите иновативни алгоритми овозможуваат побрзо дијагностицирање, попрецизно дијагностицирање. Системите со вештачка интелигенција можат да обработат голем број на медицински податоци во многу кратко време и да стигнеме до многу брза и многу прецизна дијагноза, што е исклучително важно, особено кај онколошките пациенти. Постојат студии кои што покажуваат дека при читањето на снимки од магнетна резонанца, системите со вештачка интелигенција достигнуваат дури 90% на прецизност во дефинирање на дијагнозата, што пак од своја страна може да биде особено корисно, прво, самата таа прецизност, а втора фактот што може да се прочитаат голем број на снимки за кратко време. Системот не бара ниту да спие, ниту да се храни, ниту е изморен, ниту има семејство кое што го чека дома после 8 часа на работа, што значи дека може да чита снимки 24/7. Нешто што не е случај со луѓето доктори. Меѓутоа пак човекот доктор не ја гледа само снимката, гледа и каков е реално целиот контекст, кои се симптоми ги има пациентот, разговара со пациентот и вклучува емоции во донесувањето на одлуката. Но што ако ви кажам дека дури и машините сега може да се подпираат на нова технологија која што им овозможува да развијат, односно да имаат емоции и да имаат континуирана можност за самостојно учење. Да, таква технологија постои и таква технологија се развива во Македонија. Денес во Newbiz го имаме Александра Савевски, предприемач, стартапџија, инженер и човек кој што маката го натерала да создаде технологија која што ќе помогне на неговата ќерка која што има аутизам. Алгоритмот Мила AI се родил токму така, за да ја помогне на вистинската Мила, која што е мотивација за развојот и за истражувањето, да стекне нови способности, да се приближи до типичниот развој на низините врсници. И операцијата е успешна. Ова е една приказна која што почнува во Македонија, меѓутоа ја прешетала Америка во потрагата по инвеститори и конечно нашла британски партнери. Старта приказната на Александра Савевски во новата епизода на Newbiz.